Не гледам како би изумрел македонскиот јазик, заради тоа што нашите деца мислам дека не би имало како да се, оние ќе се разберат на англиски, ама македонскиот јазик ќе го нема. На тој начин ќе ни го снема и јазикот. Види, нема никош да ни го снема јазикот. Јас бев во Тетово, еден пример да Ако не се кажам. говори, Не. Ние македонците ќе си го зборуваме. И другите националности, малцинства што живеат во Македонија, треба да го зборуваат македонскиот јазик и треба да ја обавезат. И јас дури велам, бидејќи денес се зборува за два национални јазици во Македонија, јас немам против албанскиот јазик или кој било јазик. Значи немам против некој да го зборува, но како ние ќе имам против кога во институциите или во собрание гледате кога зборуваат албанците, македонците и повеќето, бидејќи 80% скоро не знаат да зборуваат албански, ставаат слушалки. Значи имавме министер кој зборува на англиски. Независно, значи точно што го кажа, јас велам дека како во Америка и во другите парламенти треба да се зборува на еден национален јазик, како што беше порано во Југославија, повеќе републики се зборуваше српско-хрватски, тој беше како државен. Значи македонскиот треба да биде државен јазик, кој ќе се употребува по институциите, а нема и не велам да му се забрани на албанците да зборуваат албански ако влезат во некоја институција и таму има албанец кој што е вработен, може тие да се зборуваат на албански. Но вака, ние ако продолжиме, како случаја бев еден ден во Тетово, легувам во еден ресторан, нешто требаше да касниме на брзина, и дете од 14-15 години, симпатично албанче доаѓа и ни зборува на албански. Јас викам, извини, не знаеме ни албански, почнува нешто, го прашувам, и јас се сетив дека не знае детето македонски, го прашувам англиски, зборуваш? Да, зборува одлично. Ја викам, ќе го викнеш газдата. Дојде газдата, викам, се извинувам, не сакам сега англиски да зборувам, но што е, вика тој, извини, детето не знае, родено е тука во Тетово, не знае македонски. Родителите ли се виновни? Не викам дека родители, системот е виновен, бидејќи ние се поделивме. Ние сме поделена нација, поточно кажано држава. Вистината е дека одредена група на албанци, честни македонци, сакаат да живееме заедно, сакаат да творат и да најдеме начин како да живееме во братство, единство и да одиме напред, да имаме нешто да напредуваме, да имаме високи плати, да не ни бегаат децата. Нас, што овој проблем ни произлегуваат политичарите. Креираат проблеми и некои од овие политичари, можам слободно да кажам, албански политичари, и се тешки редентисти, како Касами, градоначалник од Тетово, тој покажува каде има секојаш прилика албански знамења, картата на голема Албанија, го нема македонското знаме и други политичари, а живеат во Македонија и земаат плата од Македонија. Значи, некој ако не му се допаѓа Македонија, слободно може да си замени. А од друга страна, не е поентата да замине, поентата како ние да почнеме да живееме со обичниот граѓанин албанец или македонец или турчин и како еднаш за секојаш да ги спречиме овие националисти, дали се македонски политичари или албански или турски или влашки, да ги спречиме и да тргнеме од политичката сцена. А тоа можеме да го направиме ако граѓаните слушаат ние што зборуваме, се движиме низ Македонија и ја дознаат вистината зошто ова ни се случува. Што сакаме? Сакаме да живееме заедно, да имаме држава Македонија, бидејќи ова држава на сите граѓани, независно што си по националност. Ви преседи кога спортисти што не се македонци не ја пеат македонската химна? Видете. Дали тие играат за националниот дрес или впрочем за себе? Кога играат за Македонија, треба секој да ја пее македонската химна, бидејќи химната македонска е за химна на сите граѓани на Македонија. Значи, ние не можеме да имаме 10 химни,
како некој што сака да има ваква химна, таква, значи ми пречи сигурно дека ми пречи. Химната е света работа. Знамето е света работа. Ми пречи ова што одредена група на луѓе го гореа македонското знаме. Исто така ми пречи што некоја група на луѓе го гореа и албанското знаме. Значи јас сум против и како демократ и како човек да дозволиме некој да гори некое знаме. Не е битно од која држава. Знамето е света работа. Ние фактички јас сум против национализам, тежок национализам, иредентизам и сум против секој што се бори против Македонија и против овие граѓани, независно од вера и на религија. Господин Јорго, дали полицијата на денот на албанското знаме ќе заврши работата како што треба или им излегува конците од рака? Ние заврши ништо. Заради тоа што гледавме дека пред нивните очи се палеа знамиња, се правеа разноразни глупости, они не реагираа. За потоа, после неколку денови да почнат тапсење и такви работи. Видете, полицијата не ја заврши работата со тоа што не направи превентива да го спречи. Денес имаме некое специјално одделение кој што преслушкува граѓани, и мене, тебе и не знам, може и секој од нас да не преслушкува ако сака. Ова беше организирано, добро организирано од поголема група на луѓе, лесно е да се фати. Кога еден човек врши криминал, тоа е многу потешко. Не можеш ни да го слушаш, ништо ќе оди, ќе го изврши, ако нема сведоци, не можеш ни да го најдеш скоро. Ни соопшти дека знаеле они што ќе се случи? Знаеле, тогаш уште повеќе и затоа јас ја користам приликата министерот за внатрешни работи Панче и заменик министерот да си дајат оставка, бидејќи тие се неспособни да ја водат полицијата, поточно Министерството за внатрешни работи, и требаше ова да се спречи. Да не дојде до ова, бидејќи се креира револт кога одредена, а ние како македонци, јас сум македонец и воопшто граѓаните, македонски граѓани беа револтирани што се палеше македонското знаме и кинеше и се газеше со кола и така натаму. И после се појава одредена група на македонци кои што го пале албанското знаме. Затоа викам, јас сум против како човек и демократ да се пали какво и да било знаме. И полицијата воопшто дозволи ова да се случи. Не знам зошто дозволи да се случи, но веројатно, како што кажав, министерот е неспособен и да си даде оставка со неговиот заменик министер, бидејќи двата за ништо не ги бива и се разбери други кои што се